Почитувани, преочигледна е селективноста на јавното обвинителство на Љубомир Јовески и на јавното обвинителство за организиран криминал водено од Вилма Русковска. Македонија на сите мерења тоне во корупција и криминал, Македонија секојдневно е тресат корупцијски скандали со имиња на функционери на режимот, а Јовески и Русковска не отвараат ниту еден предмет за тоа и при тоа, внимавајте, повикуваат некој друг да им ја заврши работата. Нема крај на селективноста на обвинителството и на судскиот систем затворени во пупката на Заев. Драги Рашковски, блискиот на Зоран Заев, измислува систем за снимање и автоматско казнување за прекумерна брзина во сообраќај. Рашковски направи набавка преку Генералниот секретаријат, каде се набавува софтвер со исти перформанси како неговиот пронедок, ама не соодветен за МВР. МВР повеќе од 8 месеци по добивањето на софтверот не го користи и прави своји набавки. Почитувани, оштетен е државниот буџет, а јавното обвинителство не реагира, можеби само и само затоа што Драги Рашковски е и приватно и во владата близок на Зоран Заев, човек кој што наводно го реформираше судството и ги остави Јовески и Русковска да ги водат јавните обвинителства. Селективноста во нивната работа, а со тоа и злоупотребите на нивните положба и функција, со нивното непостапување, е лесно да се докаже. Во Македонија набавка на софтвер кој што не се користи, односно не е навремено ставен во употреба или е несоодветен, се дела за кои што има пресуди, има и кривични пријави по кои што се водат постапки. Но луѓето за кои што се водат ваквите постапки не се блиски на Заев, не се дел од актуелниот режим, не се дел од пакетот висока корупција. Јовески и Русковска судат луѓе за софтвер, ама не се блиски на Заев, за Рашковски нема предмет. Во јануари е поднесена кривична пријава против лице во МЕПСО заради набавен софтвер во 2016 година. Лани во декември заврши процес со обвинение поднесено од СЈО исто за набавка на софтвер. И да не редам други случаи, односно предмети со кривична одговорност за набавка на компјутерски програми, кои што не биле соодветни или не ги задоволувале потребите за кои што биле наменети, или купениот софтвер целосно не се интегрирал во системот. Или сето она за кое што сега 8 месеци по испорачувањето на софтверот на Рашковски се случува во МВР, случајот е јавно обелоденет, сите се заинтересирани за него, постои огромен јавен интерес, ама јавното обвинителство и јавното обвинителство за организиран криминал не реагираат и повикуваат некои други институции. Едно е јасно, Зоран Заев се појави, во изјава го амнестираше Драги Рашковски и тој по кој знае кој пат минува без отворен предмет во јавното обвинителство. Водејќи се веројатно по премисата, ако можеше да се затвори предметот за Леонардо, зошто не би можело и ова, Јовески и Русковска свесно ја кршат дадената заклетва и со непостапување прават злоупотреба на службената положба и овластување. А Драги Рашковски и по 100 скандали уште седи во влада. Ако барате дефиниција и пример за режим и за робена држава, ова е токму тоа. Ви благодарам.